Здраво на сите. Сакам да продолжам онаму каде што застанавме во делот на личните документи. И повторно ви го најдува чарето. Од дискусија дали треба или не треба да се менуваат личните документи, согласно Преспанскиот договор, успеа да ви наметна тема кој да плати. Вие, како граѓани или државата. И сите се залепивте како мува, да не кажам на што, и почнавте со таа дискусија. Кој да плати? Као дека готово, веќе е акцептирано тоа дека треба да се менуваат документите. Прво, дискусијата е дали треба да има воопшто промена на документите. А некој ќе плати за тоа. Не треба да има. Не треба да продолжува на хилие врз нашиот народ која дава отпор на се ова што се случува. Бидејќи Преспанскиот договор, покрај тоа што предвидува рок од 5 години за имплементација на таа мерка во врска со тие документи така натаму, предвидува во завршни одредби и друг рок, а тоа е по отпочнување на преговори со ЕУ. Фактот дека Преспанскиот договор се распаѓа, ЕУ го распаѓа, бидејќи го повлекува подписот од тој договор. Со самото тоа што доколку не се отворат преговори со ЕУ оваа година, тоа значи дека Преспанскиот договор не може понатаму да се имплементира. Ви кажав, принципот е нема ЕУ, нема Преспа, нема Северна. Што значи дека ние треба да почнеме обратен процес на бришење на Северна од употреба внатрешна во Македонија, а не да продолжиме понатаму со лудилото и да ги менуваме личните документи. Во делот кој ќе плати? Не знам како да ви кажам, да престанете да се занимавате со партии голи популистички, кои си играат мајтап со вас веќе години и години. Се знае кој ќе плати, вие, народот. Државата нема собствени пари. Буџетот на државата се собир на пари од граѓаните. Народот плаќа за се. Не постојат државни пари. Нема државата пари. Така да глупаво е да дискутирате за тоа кој ќе плати. Не може да плати државата. Еве и да плати државата, пак плаќате вие. Пак плаќаат граѓаните. Преку буџетот. Што е битно дали денес ќе платиш ти од джеп за лична карта или за пасош, или преку данок, или преку некоја државна такса, повторно ќе платиш ти од джеп. Како еднаш не разбравте дека државите немаа собствени пари, тоа се народни пари. Тоа се пари на даночните обврзници. Неколку пати ви говориме за македонски концепт и нашиот фискален конзервативизам. Тоа е доктрина за развој на државата и за богат народ. Доста одите по умот на популисти и на тие кои ве лажат со некаков си социјализам и со приказни државата да плати. Ради тоа сте сиромашни. Един начин да се збогатите е да поддржите идеолошки партии како нашата, која практикува фискален конзервативизам, кој досега во светот имате Тачер, кој имате Реган, кои досега во светот постигнале најголем раст и развој на своите држави и на економиите на своите држави. Сакате или не сакате да бидете богати? Ако сакате да бидете богати, доста со приказната државата ќе плати. Не постои такво нешто. Престанете за тоа. Значи да кажеме, да дефинираме, да прецизираме. Не треба да се менуваат документите, треба да се почека решението во ЕУ. Ако не отпочнат преговори со ЕУ, треба да се суспендира Северна за внатрешна употреба. А за документите и вадење документи во рок како што се доаѓа, ќе се плати секој поединечно како што е редот. Поздрав од мене, се гледаме повторно на темата. Се надевам ова ќе го разберете. Поздрав.